да бидеме реални дека жената од руралната средина се соочува со голем број предизвици. Значи нема можност за континуирано менторство да таа да се развие како рурална жена предприемач, што всушност и е. Самите семејни обврски, немањето пристап до социјална заштита макар и за низните деца, значи во руралните средини оскуден е бројот на градинки. Значи жената е и грижа за домот, грижа за децата, вклучена во земјоделско производство. Она го носи целиот товар на семејството, а сепак таа работа не е доволно препознаена. Пристапот до здравствени услуги исто така е лимитиран за жените во руралните средини. Јавниот превоз е проблематичен. Некако сите активности во однос на обуки, за подобрување земјоделско производство или за модернизација се случуваат во поголемите места градовите, а морам да потенцирам дека голем број села, дури во 21 век, се соочуваат со немање на можност за јавен транспорт. Освен што е јазот помеѓу жените од руралните средини и мажите од руралните средини голема е разликата помеѓу жената од руралната средина и урбаната средина, а воедно и жената што е регистрирана како индивидуален земјоделец, кој што се соочува со големи проблеми при користење на само породилно отсуство и други мерки, право на земјиште има проблем. Значи постојат некои си ограничувања кои што треба посериозно да се сватат. И веќе во октомври месец, кога најмногу ја спомнуваме жената од руралната средина, поради тоа што на 15 октомври го обележуваме интернационалниот ден за социоекономско зајакнување на руралната жена, мислам дека поактивно треба да делуваат сите сектори, јавниот, приватниот сектор, воено и граѓанските активисти, граѓанските организации, се со цел да се идентификуваат клучните приоритети и навистина да се креираат мерки што ќе ги опфатат реалните потреби на жената од руралната средина. Секаде во светот веќе жената во руралната средина го добива местото што ја припаѓа во општеството и добива рамноправност и со мажот и со жената од урбаната средина. Крајно време е и кај нас, кога веќе ги следиме европските трендови, а и на глобално ниво, мислам дека време е навистина да се даде позиционираноста на жената од руралната средина таа што ја заслужува во општеството. Зашто пак како што кажав, она е столбот за одржливост на руралните области. Занимаваме со земјоделие, плюс работиме и ја и сопругот, за да преживееме. Кај на земјоделец, тоа е на среќа живот. Рурална жена е жена која што ќе екзистира од земјоделието и која што е длабоко допрена и навредена во овие моменти, што се случува денеска во нашето земјоделие во Македонија. Поточно со грозјето година за година, производната цена ја надминува откупната. На 13 денара цена за грозје и пола и повеќе нас не дадено за препарати. Во моментот екипата што е позади мене, повеќе составена од маргинализирана група на жени, кои што или имаат пензии или воопшто немаат, или немаат плати, формиравме една група. Во сезоната бериме од тука до Неготинскиот регион, Пепелиште, Паликура, Куријата, кај што ќе не повикат, бидејќи се пронајдовме дека ни е поисплатливо да одиме аргатки да земеме 1000 денари или 1200, зависи до саатнината, дали со храна, без храна, отколку нашто да го обериме, а меѓусобно си заменуваме една на друга за да не плаќаме, оти нема да ни останат пари да платиме за аргатлук. На нива 4 сата обавезно за да набереш тотонче. А ако не е 4 сата, не можеш да набереш, нема зашо да седеш таму со 1 сат, 2 сата. Многу е мачно, лесно не се собира, лис по лис. Ја би апелирам да се воведе редовна советодавна и правна поддршка за жената од руралната средина со цел и да ги знае своите права, поради тоа што сведоци сме дека во последно време и зголемен бројот на семејно нас се свика жената од руралната средина. Меѓутоа центрите што ја нудат оваа поддршка пак се наоѓаат во поголемите градови. Мислам дека жените треба да се повеќе информирани. Се надам дека ќе се зголеми информираноста за достапните програми. Не зборам само за програмите од Министерството за земјоделство, шумарство и водоснабдство и ИПАР програмата. Постојат и голем број други европски програми кои што жените од руралните средини може да ги искористат и да се развиваат себе си како жени предприемачи.
дополнително пристапот до земја, до ресурси пак е поограничен. Мислам дека постојат бројни проблеми, дека треба дел по дел да се креираат мерки, да почнеме да ги отрнуваме овие пречки, зашто тоа навистина ќе ни обезмежи рамномерен регионален развој, најпрво локален развој, рамномерен регионален развој, а тоа сепак ќе се допринесе до национален развој. Самото зајакнување на руралната жена воедно е зајакнување на нашето општество. Селската работа е малку макотрпна, а мора да работиме нешто за да се одржаваме. Тутун садеме, нешто тикви садеме, пиперки садеме, семки вадеме. Неко динарче земеш. Обчекуваш и од него. И така. Многу нема од него. Ковид нас не фаќа, може би таму негден под клима во градски автобус, некој кафич. Ние не одиме во кафичи, дома се дружиме, во дома ќе нам вијат и така. Тодуши си почитуваме кога одиме во возило настрана во пепелиште, си носиме маски, сега тука на отворено не ни е потребно. COVID-19 и на нас во селото влијае. Не смееш да се групираш, вака идеш до болница, мораш да си дистанциран. Идеш на пазар, пак така. Идеш у цркви не смееме да одеме толку групирани и така сме си малку по-оддалечени. Немавме лично многу проблеми, бидејќи ние во село сите имаме храна, речи си за месец-два уназад. Во фрижидерите месо, јајца, сирење, така да не бевме многу во полициските часови загрозени, си ги земиме маказите, ножичките, можеме некогаш и да изглумиме, че си ја земиме прашалката, ма че си одиме ки комшиката на кафе. Воа е шега. Но инаку сме загрозени во финалните производи, ајварите и сладката што сме прочуени години уназад што ги промовираме. Нашата клиентела што ни се купувачите се нашите македонци и селеници. И ние летно време повеќе продававме ајвар отколку праски и грози. Лија и на пазарот не можеш да... И таму си ограничен. Можеш да носиш маска, можеш да си оддалечен, еден од друг и така. Во моментов во подготовка сме на онлайн платформа за продажба на свежи преработени земјоделски производи. Нови начини социоекономски ќе придонесеме да ја зајакнеме жената од руралната средина, економски, а војно да го дајме социјалниот аспект, тоа што ќе обезбедиме особено на постарите лица да се заштитат од COVID-19 со тоа што не мора да идат на локалните пазари, туку до продуктите свежи, со здрави, директно од фарма ќе бидат доставени на домашната трпеза, на нивната домашна адреса. Жената во руралната средина треба, иако во моментов не е, значи треба да биде промовирана како носител на развојот на руралните заедници, а што е во развојот на нашата земја. Оваа година нели беше активна мерката 115, кој што за прв пат беше промовира дел од националната програма за земјоделство и рурален развој. Ова е еден начин каде што им се дава можност на жените земјоделки. И меѓутоа се надеваме дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во соработка со граѓанскиот сектор дека ќе работи на нови мерки, навистина да се обезбеди социоекономско јакнење на руралната жена. Значи секаде во светот руралните жени се носители на развојот и одржливост на руралните средини, што ни се повеќе неопходни, а тоа го видовме сега. И реално е дека во светот дигитализацијата видовме колку ни е потребна апсолутно во секој сегмент, од образование па надаму, дека во време на ковид се соочивме да дека ни е неопходност да имаме e-commerce платформи, така да во спастувањето на ваква e-commerce платформа за продажба на земјоделски производи ќе биде еден почеток кон дигитализација на самото земјоделство.